Срамота е ова што го прават пред празниците кои што доаѓаат. Сакавме добра волја да покажеме, сакавме да се договориме, видете како враќаат. Робусна и жестока акција ќе има за трговците, откако владата доби информации дека тие шпекулираат во маркетите, соопшти денес премиерот Христијан Мицкоски во својата изјава. Тој истакна дека владата со трикови не функционира, па децидене дека ќе има жестоки мерки. Вели дека тоа што им беше дадено како право на трговците за намалување на цените, сега да го надоместуваат со зголемување драматично на други производи, нема да се практикува, па затоа како што истакна владата ќе ги превземе потребните активности. И ќе побарам од владата, односно од пазарниот инспекторат, една робусна, жестока акција, затоа што добивам информации дека некои од маркетите шпекулираат и се служат со трикови. Јас со трикови не функционирам. И тие кои што мислат дека ќе прават трикови, се лажат. Не може тоа што на нив им беше дадено како право и можност за едни производи, сега да го надоместуваат со зголемување драматично на некои други производи кои што ги користат граѓаните, како што е маслото, лебот, млекото, млечни производи, шекер, сол и така натаму, јајца и слично. Трикови не може. Тоа нема оваа влада да толерира и жестоко има да се справиме со овие кои што мислат дека не надмудриле. Нема такви кои што мислат дека со трикови ќе не надмудрат. До големите трговски ланци, премиерот апелираше да го преиспитат однесувањето, а тој од Државниот пазарен инспекторат ќе побара анализа во однос на тоа како се покачени цените во изминатите 30 дена на овие производи. Ја апелирам до големите трговски ланци да си го преиспитаат однесувањето. И ќе побарам од пазарниот инспекторат детална анализа како е покачена цената во изминатите 30 дена на овие производи. Срамота е ова што го прават пред празниците кои што доаѓаат. Сакавме добра волја да покажеме, сакавме да се договориме, видете како враќаат. Ова не е коректно и јас денеска од страна на владата, од страна на министерот за економија и труд, под чија ингеренција спаѓа пазарниот инспекторат, ќе побарам ворена инспекција, робусна акција и ова девијантно однесување со трикови да престане. Инаку мерката важи до 15 јануари, а во истата цел фатени повеќе од 1000 производи. Истата беше направена во соработка со трговците и производителите, со цел да им се излезе во пресрет на граѓаните за време на новогодишните празници.